Прогонуван, местен и омаловажуван се чувствувал полицаецот Стевче Стевоски од Охрид, откако поднел кривична пријава против началници за кои смета дека му нанеле штета на буџетот на државата. Кривичната пријава е поднел во октомври 2016 година против тројца поранешни и актуелниот началник на СВР Охрид, оти од 2007 до 2016 година селективно се исплаќале прековремени часови и ноќна работа. Полициски службеници добиле одштета од државата. Од кривичните пријави, иако поднесени пред 2 години, се уште нема резултат од судот, но надвор од него, Стевоски свидочи дека постојано му вршат притисок. Колегите сакале да го насамарат со пријава дека пијан се појавил на работа за да го отстранат од работното место и да се спасат од кривичната пријава. Покрај дејство на алкохол, рече, си сторител на кривично дело. Реков, кој е кривично дело? Па рече, загрозување на сигурноста, си мафтал со лисија во Косел, се уплашиле началниците од СВР Охрид. Веднаш, по брза постапка и покрај тоа што се утврди дека немам алкохол, ја известија македонската јавност дека полициски службеник од СВР Охрид е затекнат под дејство на алкохол и се заканувал на нивните началници. Ми ја поднесоа таа кривична пријава, отидовме на суд, односно во јавно обвинителство во истрага, исто како и претходните случаеви, јавниот обвинител ја отфрлат кривичната пријава против мене, вика дека нема елементи за сторено кривично дело загрозување, сигурно. Нов напад од колегите, Стевоски вели дека имал следниот ден кога таксист, сопруг на негова колешка, се обидел да испровоцира тепачка за да го вмеша и да го пријави кај старешините. Со главата и со рацете ми влезе во возилото внатре, преку прозор. Не пуштајќи ме да заминам и барајќи да го удрам. Заминав со возилото, а тој почна да ми го удира возилото и да ме пцуе. Кога заминав дома, ми се јавија на телефонот полициска станица и ми известија дека Стевоски има пријава против тебе за физички напад, си нападнал таксист. Во понеделникот одам во полициската станица да дам исказ, ми вика тоа е завршена работа, поднесена ти е прекршочна пријава. Зошто ми е? За физички напад. Не ми ни дадовте право вие на одбрана, а вие, реков, сте ми поднесле прекршочна пријава. Разговараше ли некој со мене? Тоа не е проблем. Случајот завршил на суд, каде било утврдено дека Стевоски нема вина. По жалбата на таксистот и апелациониот суд ја потврдил одлуката. Стевоски поради овој случај, како што вели, во декември 2016 година неосновано останал без оружје, а со тоа и без ангажман, иако има статус на полициски службеник. Тој година и пол оди на работа без пиштол. Неговиот надреден му објаснил дека мора да посети психијатар за да му го вратат службеното оружје. Го послушал, бил на психијатар, каде му било кажано дека не може да му направат преглед, оти нема причина за тоа, нема кривично дело, сите пресуди му се ослободителни. Од Министерството за внатрешни работи не сакаа да го коментираат овој случај, исто како и сите други поврзани со обвинувањата на охридскиот полицаец Стевоски. Оттаму вела дека Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди секогаш постапува кога има индиции за сторена повреда на работниот ред и дисциплината, согласно своите надлежности. Податоците за тоа колку дисциплински постапки се воделе за полицаецот Стевоски од МВР вела дека не се информации од јавен карактер, но објаснуваа дека има посебна постапка за враќање на одземеното оружје на службено лице. Според нив, постапката предвидува задолжителен психијатриски преглед, а потоа службеното лице се упатува и на посебна комисија во Бирото за јавна безбедност, надлежна за утврдување на психолошката состојба на работниците, која дава мислење до министерот за внатрешни работи. Сите докази му ги доставив на Мавар. Но тоа тамо и остана. Желбата и убедувањето на владата на Република Македонија дека ќе се бори и ќе се справи со криминалот, за жал е само за на телевизија. Жена ми вика, слушај, вамо, имам проблем, еден од полицајците ме фати за рака и ме влечкаше до објектот што се наоѓа над нашата штала.